Укинување на вториот пензиски столб и префрлање на средствата во првиот не е невозможно, но тоа нема воопшто да го реши проблемот со пензискиот систем. Најмногу што може да се постигне со национализација на вториот пензиски фонд е делумно да се покрие дефицитот и тоа за најмногу 3 години, велат од Асоциацијата на друштва за управување со пензиски фондови. Потоа одново ќе се јави дисбалансот меѓу помалите уплати од страна на работниците наспроти поголемиот вкупен износ за исплати на пензии. Притисокот за исплата на пензии од државниот буџет се очекува да почне да се намалува дури во текот на следната деценија, кога значително ќе се зголеми бројот на пензионери од задолжителниот двостолбен систем. Во моментот кога ќе дојде време да се исплаќаат паралелно пензии и од првиот и од вториот столб, врската за исплата на пензии некаде половина од износот ќе падне на терет на вториот столб. А фондот за пензиско инвалидско осигурување, државниот фонд на ПИОМ, и понатаму ќе продолжи да задржува повеќе од 2/3 од вкупниот придонес за пензиско инвалидско осигурување. На тој начин поголем износ на придонеси во првиот столб, а поделена обврска за исплата на пензиите, значи дека низ годините постепено ќе се избалансираат приходите и расходите на ПИОМ и ќе дојдеме до состојба на негова одржливост. Тоа е целта на реформата. Во моментов вториот пензиски фонд кој се формираше во 2005 и е задолжителен, има над 637.000 осигуреници, од чии бруто плати за оваа намена се одвојува износ од 6%. Околу 150 лица веќе почнаа да користат пензија со комбинирано учество од првиот и вториот фонд. Очекувањата се дека до 2030 година ќе има над 4.000 пензионери кои ќе добиваат пензии од вториот фонд. 2 децении по започнувањето на реформата во 2005 година, ние денес се уште се соочуваме со демографските предизвици поради кои беше воспоставена реформата. А тоа е дека има недоволен број на осигуреници кои што плаќаат средства за да можат тековно да се исплаќаат пензиите на тековните пензионери. Значи, просто кажано, идната пензија на секој осигуреник зависи од неговото лично учество во системот. Во моментов во вториот пензиски фонд има 3,4 милиарди евра, од кои над 1 милиарда евра е плодот од инвестициите. Средствата во вториот столб се личен имот на осигурениците и тие пари се наследни.